Битола има огромно значење за светот, за Македонија, како и за малите места со богата архитектура преку заложбите на малиот битолски Монмартр, кој по 36 пат утре во 21 часот ќе биде официјално отворен. Над 10.000 цртежи од 32 земји во светот пристигнале за овогодинешното издание. 800 се веќе изложени во изложбените простории на малиот битолски Монмартр со врвен квалитет од вештите детски раце кои остануваат во трајна собственост на детското ликовно студио Свети Климент Охридски Битола. 10.000 цртежи се добија да се прегледат. Меѓутоа, ради финансите средства не можеме да повикаме меѓународно стручно жури, меѓутоа ние комуницираме преку интернет. Најдобрите работи ние ги презентираме, тие се одлучува и даваа предлог која школа, која награда да добие, која награда да добие Гран-при. И ние спишка бела од Словачка добива по трети пат едно подруго наградата Гран-при. Без пријателите на малиот битолски Монмартр истиот немало да се случи. 3.000 евра добиле донација од одредена банка, 6.000 евра од родители од Хонг Конг за реновирање на опожареното студио пред неколку години и најавена сума од општината која се уште не ја добиле. Мината година добиле 250.000 динари, годинава добиле само 200.000 динари, меѓутоа нашата сума навистина преку 2 милиони ни се потребни средства за да можеме ние да ги навистина покриваме трошковите. Дел од екипите пристигнале. Од Тајван пристигнале синоќа со поддршка од 5.000 евра од тамошното Министерство за култура. Знам за оваа манифестација повеќе од 20 години и долги години учествуваме. И децата кои учествувале денес се врвни уметници и ликовни педагози на Академијата во Москва. И мислам дека малиот битолски Монмартр е значаен и важен за светот и за самите деца учесници, бидејќи може да им помогне и за светската архитектура. Децата и учителите разговараат и многу ја сакам Битола. This is my second time in Bitola. Ова ми е втор пат да дојдам во Битола, многу ми се допаѓа градот и луѓето тука, како и самиот надпревар, бидејќи е многу значаен и ги обединува луѓето од сите страни на светот. 90-те гости од 14 земји годинава 4 дена ќе творат во Битола и секој ден ќе биде наградуван поединец. Годинава новина е уметничкиот караван кој ќе се случи во Вевчан и Охрид, каде учесниците ќе творат по 2 дена. Малиот битолски Монмартр годинава ќе заврши на 30 мај, кога свечено ќе бидат доделени и наградите за најдобрите.